Денешната пресконференција ја користам како прилика да ве известам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата ги извести меѓународните фактори во Македонија, особено делегацијата на Европската Унија, дека двајцата можни кандидати за членови на Уставниот суд, тоа се господјата Цветанка Иванова од СДСМ и адвокатот Талевски од Битола, исто така од СДСМ, го прекршуваат членот 111 од Уставот на Македонија, доколку бидат предложени или избрани за суди во Уставниот суд. Затоа што членот 111 е многу јасен и вика дека функцијата на судија на Уставниот суд е неспојива со членување во политичка партија. А и господјата Цветанка Иванова и господинот Талевски од Битола најмногу што направиле е што се истакнале во нивното членство во СДСМ. Затоа сметаме дека ова би представувало не само партизација, туку и заевизација на Уставниот суд. Во време кога Македонија е на ниското 111 место заради корупција, со многу лоши оценки, меѓу другото и заради партизацијата на битни државни институции, не смееме да дозволиме заевизација на Уставниот суд. Од друга страна, еден од кандидатите, кој што исто така е предложен, господјата Цветанка Иванова, освен што е партиски активна, него исполнува критериумот на истакнат правник. Таа дипломирала на правен факултет, но нема ниту еден стручен или научен труд, ниту пак било каква пракса во правосудни или други органи кои се занимаваат со примената на правото, за да може да се смета дека е истакнат правник. И затоа сметаме дека послушноста кон Зоран Заев не треба да биде посилен аргумент од членот 111 во Уставот, кој што забранува партиски активисти да бидат членови на Уставниот суд. Се надеваме дека ќе има позитивна реакција и од владеачкото мнозинство и од меѓународниот фактор, а апелираме до владеачкото мнозинство не само со пратениците во собранието, туку и со јавноста да ги сподели сите оние личности кои што поднеле писмо за намери да бидат третирани како можни кандидати за уставни судии. Имаме сознанија дека таква желба пројавиле најмалку неколку квалификувани судии со долгогодишен, би рекол деценијски стаж во нивната работна кариера, но за жал владеачкото мнозинство се уште ги крие овие имиња, веројатно затоа што им е незгодно да направат споредба помеѓу кандидатите кои што се квалификувани за судии во Уставниот суд и партиските членови кои што тие сметаат дека треба да му бидат послушни на Зоран Заев во Уставниот суд. Тоа би била мојата пресконференција за денес. Доколку има прашања, повелете. По однос на македонско-бугарскиот спор имаме две забелешки. Првата забелешка е дека двоецот Заев-Бучковски во моментов води тајни, нетранспарентни преговори. Тие преговори не се за иднината, тие преговори се за минатото, кое што е обременето и во самата декларација на Бугарското собрание. И второ, господинот Бујар Османи може да го повика Заев во Министерството за надворешни работи, бидејќи СДСМ му седи во скутот на ДУИ во овој момент, но според закон, министерот Бујар Османи е обврзан да дојде пред собранието и Комисијата за надворешна политика и тука да даде отчет за што се преговара. Ако се сеќавате, пред неколку месеци владата усвои заклучок, кога се крена поголема врева околу бугарските оспорувања, дека ќе го извести собранието за наводните можни нацрт анекси, но до ден денес гледаме дека тие го избегнуваат тоа. Ја користам оваа пресконференција како апел и барање согласно Законот за надворешни работи и Законот за избор на влада, министерот Османи
да дојде, има законска обврска и пред собранието да даде отчет за тајните преговори кои што Заев и Бучковски деновиве ги водат со официјална Софија. Повелете доколку има друго прашање. Ја видовме таа изјава. Тоа што можам да окажам е дека во изминатиот период имало исто вакви пракси на спроведување на одредени политики кои се поврзани со националните интереси на САД и секоја држава има право да ги воспоставува своите национални интереси на начин на кој што смета дека е соодветно. Го видовме тоа и во примерот со соседна Република Бугарија. Во Македонија имало во минатото политичари кои што се нашле на некоја црна листа, да не ги именувам, денес се коалициони партнери на Заев. ВМРО ДПМН не учествуваше во подготовката на Преспанскиот договор, ниту во неговата имплементација, но ние сме легалисти и единствено тој начин ќе го почитуваме како однос кон овој договор. Она што ни е особено важно е да се почитува волјата на народот и она што со задоволство го нотираме е дека се става голем акцент на борбата против корупцијата во целиот регион, како феномен кој што ги загрозува не само договорите, туку и човековите права, економијата и националната безбедност на земјите, на сојузниците и на самиот регион. И затоа би повикале администрацијата во Вашингтон да се позанимава со фамилијата на власт, за која што поранешниот француски амбасадор кажа дека 10 семејства ја држат корупцијата во целата држава и да се огледаат кои членови на владата и на извршната власт би заслужиле да се најдат на листата на корумпирани политичари кои што овозможиле Македонија да биде рангирана на 111 место на Transparency International заедно со Молдавија, Панама и други земји. ВМРО ДПМН и кога се одржуваше референдумот во 2018 година, на кој што беа ветувани полноправно членство во Европската Унија, а за сега гледаме дека нема ништо од тоа, имаше еден став дека ќе ја почитува волјата на народот. Тогаш ја почитувавме, ќе ја почитуваме и во иднина. Волјата на народот се изразува на избори и изборните резултати ќе ја покажат волјата на народот и односот на народот кон секое прашање, вклучително и ова.